Здраво и добре дојдовте во најновото издание на емисијата Магазина Телевизија Мега. Со голем концерт на кој што настапија голем број на сегашни и поранешни ученици во Државното музичко училиште во Битола, кој е едно од најстарите училишта во Македонија, а синоќа одбележа 70 годишен јубилеј од своето формирање. Оттаму најавија дека овој јубилеј во текот на целата година ќе го одбележат со низа активности. Во продолжение да погледнеме каква беше атмосферата токму на овој голем концерт по повод 70 години од формирањето на музичкото училиште во Битола. Државното музичко училиште во Битола почна со работа со едно пијано и две труби на 17 февруари 1947 година. Во 1962 година покрај основното со работа почнува и средното музичко училиште, во кое до денеска учеле 51 генерација со 980 ученици кои матурирале. Многу нивни ученици денеска се оркестранти во операта или филхармонијата, работат како наставници или на друг начин се посветени на музичката уметност. Ова училиште, кое е меѓу најстарите во Македонија, синоќа одбележа јубилеј 70 години од формирањето. Јубилејот ќе се слави во текот на целата година, а почетокот беше најавен со синокешниот концерт за кој беше формиран специјален симфониски оркестар со 65 оркестранти од различни генерации кои свиреа под диригентската палка на Сашо Татарчевски, заедно со 100 хористи, исто така нивни ученици, студенти и наставници кои учеле во училиштето, и солистите Игор Дурловски, Билјана Јосипов, Николина Јаневска и Никола Стојчевски, кои го изведува четвртиот став од 9-та симфонија од Лудвиг ван Бетовен.
со околностите кои што ги имавме и склопот на учесници кои што треба да настапат во едно вакво дело, тоа да се спои за многу кратко време, за 3 дена. Меѓутоа енергијата која што од секогаш постоела во Битола, особено кај младите луѓе од средното училиште, меѓутоа и кај сите колеги кои што дојдеа од Скопје заедно со мене, од членови на филхармонијата, на операта, поранешни наши ученици од музичкото училиште, знаев дека можеме да направиме еден ваков подвиг и го видовте концертот, јас сум исклучително задоволен од изведбата. Ова е четвртиот стап на 9-та симфонија Бетовен, едно од најкомплексните дела за изведба кога станува збор хор, солисти и оркестар, таа комбинација со многу тешки делници на хорот. Честитки на колешките од музичкото училиште кои што работеа со децата, односно со учениците од музичкото училиште. Дел од студентите кои што се сега кај мене во Скопје во хорот, поранешни ученици од Битола исто така учествуваа, меѓутоа и многу колеги, професори, професорки и поранешни професори и ученици во музичкото училиште до возраст од 68 години. Така што навистина еден извонредно интересен склоп на луѓе, но со една убава организација и енергија успеавме за неколку проби да го направиме, можам да кажам, за многу луѓе, она што мислеа дека е невозможно. Така, навистина маестрално звучеше, честитки уште еднаш и ви благодарам за оваа вечер. Благодарам. На синокешниот концерт по повод јубилејот 70 години Државно музичко училиште во Битола настапија и поранешни ученици кои се занимаваат со популарна музика, односно Каролина Гочева, Владко Лозановски, Димитар Андоновски, како и Денис Димовски, кој во чест на поранешниот ученик Тоше Проески ја испеа песната Тајно моја, која наскоро ќе биде изведена и во истоимениот мюзикал. Морав да ги дофатам сите висини на светот, за да се пак откријам што ми значиш ти. Дојдов пак, тајно моја, звезда праќам да те повикам. Ништо не сменето, шушка молика. Темно е, тајно моја, во душа светат фенери. Се што има заложив да ти пеам под пенџери. Како тебе нема друга, како тебе нема друга, не те оставам на друг јас никога. Жена ко ти што знае да ме љуби, жена ко ти сакам да ме буди, каде ли беше до сега ти? Ова небо знае се за тебе, ова небо знае каде отиде, ова небо се доке за тоа време, ова небо ќе те врати кај мене. Ке ти извадам рака споро јалтани, што во гради тежат неизречени. Ке ги испратам јас по пиле шарено, да ти јас ги имам плачено. Колку сакам да не те сакам, и само да не те молам. Ке ти простам не проконувам, но за нас
секако дека сум многу задоволен заради тоа што ја почувствува прво присутноста на публиката, потоа реакцијата на публиката сама по себе. Да не зборувам сега од музички аспекти и критики, целата работа истече онака како што најчесто посакуваме да се случи. Јас сум исклучително среќен што успеавме да го направиме овој проект. Благодарност до сите учесници, видовте и сами дека стварно ги имаше во многу голем број. Сето тоа да се искоординира, да се исконтролира е напорно, но после ваков успех е големо задоволство. После синокешниот концерт следуваше и средба на генерации. Гледам многу лица кои ги познавам, нели, последните 30 на години и оние што учеа со мене. Со сите морам да се испоздравам, заради тоа што ето и должност ми е таква и сите очекуваат од мене да ги поздравам. Мило ми е што се во толка број тука. Се надевам дека таа традиција ќе продолжи во училиштето и дека ќе се собираме во уште поголем број. Државното музичко училиште во Битола е формирано во 1947 година. Денеска во училиштето се едуцираат ученици во повеќе насоки, односно музичка теорија, пијано, дувачки инструменти, ударни инструменти и соло пеење. Учениците редовно учествуваат на надпревари во Македонија, како и на интернационалните надпревари надвор од нашата земја. Вклучени се во Европскиот оркестар на млади музичари. Редовно настапуваат на концерти со Македонската филхармонија и многу други оркестри. Почитувани, тука е крајот на уште едно издание на емисијата Магазина Телевизија Мега. Мене ми останува само да ви се заблагодарам за вниманието со кое што не следевте и секако да ве поканам и понатаму да останете на фреквенцијата на Телевизија Мега. Со нови информации се гледаме повторно утре на истото место во истото време. Довидување, имајте убав остаток од денот.